Ке му донесе ли не судениот карго аеродром на Штип пари за конечно решавање на водоснабдувањето на целата територија на општината? Ова е можноста која се нуди доколку се прифати предлогот на Штип со пари од ТАВ да се финансира изградбата на така наречената водоводна линија 2. Имаме изготвено проект за линија 2 со ревизија и тој веќе е со тој проект имаме аплицирано до владата на Република Македонија за да ни бидат доделени средства, инаку тоа е крупен проект. Тоа е проект што ќе значи обезбедување на вода за пиење за целиот дел од градот од Пребег кон Новосело, со што овозможуваме да се развие градот во тој дел. На поставување на линија 2 чекаат околу 10.000 жители од овој дел на градот, каде водоснабдувањето е со повремени проблеми. Но од друга страна, решавањето на проблемот со вода за пиење овде отвора други перспективи. Знаеме дека општина Штип развојот го гледа таму и додека немаме средства за изградба на инфраструктура или додека не изградиме инфраструктура таму, ние не можеме да урбанизираме или да понудиме продажба на локации таму преку кои што ќе го развиваме и шириме нашиот град, па така првиот чекор е изградба на оваа линија 2 со свој резервоар кој што ќе биде од витално значење за идниот развој на градот за идните 10-15 години за развој на општина Штип. Во оваа насока и најавата на општината за изградба на обиколница која перспективно ќе ги поврзе Пребег и Новосело и ќе создаде инфраструктурни услови за продажба на градежно земјиште во овој дел од градот. Инаку, откако пропадна идејата за изградба на карго аеродром кај Штип, ТАВ има обврска да инвестира околу 45 до 60 милиони евра во канализационни, водоводни системи и градинки. Која општина колку пари ќе добие, зависи од квалитетот на проектите што ќе ги понуди.